врска со фудбалот е тоа што фудбалот се повеќе и повеќе се комерцијализира. Се претвора во еден циркус, патувачки циркус, дефинитивно. Дали се повеќе на теренот гледаме копачки во разни бои? Црвени, жолти, портокалови, зелени, плави, во последно време видов и розови, што е најстрашно. Дали гледаме, мене ми е страшно принцип. Дали гледаме стегачи на рацете, на нозете, дали гледаме кациги и шлемови во фудбалот? Точно така. Зошто се случува се тоа? Се со цел да се рекламираат спонзорите кои што ги имаат фудбалерите. Значи тие спонзори нив им даваат пари и фудбалерите реално треба да ги рекламираат. Но кај што ги рекламираат на теренот, па дури се појавуваат во нивните реклами на телевизијата. Се појавуваат во реклами за пјалоци, се појавуваат во реклами за жилети за бричење и се појавуваат во реклами за коли. Зошто ги праќаат фудбалерите да се појават на реклами кога во описот на нивното работно место стои тркалање на округла топка по зелена површина? Тоа има многу едноставна причина зашто го прават тоа големите адвертайзинг магнати. Реално сите деца ги гледаат фудбалерите и сакаат да станат еден како нив, сакаат да имаат нивната вештина со топката и сакаат воедно да бидат целосно како нив. Доколку, значи, Роналдиньо пие Пепси, да напоменам, сите деца што го сакаат Роналдиньо ќе пијат Пепси. Доколку Девид Бекам ги употребува жилетите за бричење на Жилет, сите други ќе употребуваат жилети за бричење на Жилет. Доколку Франческо Тоти вози Фиат Стило, сите ние ќе возиме Фиат Стило. Тоа е тоа. Но каде што да речеме ги има на реклами, ни ги пуштаат на секој 5 минути. Во последно време, ајде да се запрашаме вака. Во последно време колку сте имале прилика да го изгледате вашето омилено шоу, утакмицата на телевизија или серијата, без да ве прекинат најмалку 7 пати за реклами? Ајде, кој има изгледа на таква, нека крене рака. Фала ви. Тоа ми требаше. Така. Значи, реално рекламите ги има премногу често на телевизија. Се појавуваат на секој 5 минути и го узурпираат нашиот свет. Буквално сме принудени да седиме пред телевизор и по цели денови и да веруваме во тоа што ни го продаваат рекламите. Луѓе мои, ние гледаме како телевизијата, дишеме како телевизијата, мирисаме како телевизијата и всушност дури ги огледуваме нашите деца како телевизијата, ние стануваме телевизијата. Дали полека онаа вистинска слика која што треба да биде, каде што ние сме реалноста, а телевизијата е илузија, полека се свртува и ние стануваме илузија, а телевизијата, драги мои, станува реалност. Исто така, најстрашно е што веруваме во сето ова што ни го продаваат, во сите овие пајки. Трагедија. Вака сега, на крај би сакал да, кога веќе зборуваме за рекламите, да споменам и најголемата реклама која што се простира низ историјата. Реклама за најголемиот бестселер во историјата. И, драги мои, тоа не е Хари Потер 6-тиот дел, фала на десниот дел. Значи, не е Хари Потер, туку го рекламира најголемиот бестселер во целата историја. Реклама која што буквално палела и жарела низ целата историја, ама ќе повторам во буквална смисла на зборот, палела и жарела во историјата на оваа цивилизација. Реклама која што буквално земала многу жртви се со цел да биде продаден незиниот производ. Жртви од типот на Никола Коперник, Галилео Галилеј, Џордано Бруно. Дај вештерките, фала Лазар. Доколку не сте гледале оваа реклама, ќе ви раскажам накратко. Се зборува за еден стар чичко со брада, кој што седи на облаците и не гледа сите нас. Не гледа сите нас и запишува во текот на денот кој што направил добро и кој што направил лошо. Исто така тој стар чичко има едни 10 правила кои што ние не смееме да ги прекршиме и во спротивно сите ние ќе бидеме испратени 30 метри по земја и ќе гориме таму со многу чудни, страшни чудовишта. Доколку претпоставувате зашто зборувам, да, драги мои, тоа е црквата. Во врска со прашањето околу црквата ме мачат неколку работи кои што си ги поставив сам, како прашање кои што си ги поставив сам на себе додека пробав да го напишам овој говор. Најпрви, знаеме сите ние дека факс машината е измислена во 20-тиот век, а исто така знаеме дека Библијата е напишана, да речеме, неколку илјадници години поназад. Како ли таа Библија била испратена од небото до земјата за да можат свештените лица да ни ја пренесуваат на нас незината филозофија? Преку пошта можеби или имейл? Не знам. Исто така многу ме интересира како
како комуницираат свештените лица со Господ и зошто токму тие би требало да бидат нашиот медиум докато што ќе допреме до Господ. Со кој што ќе допреме до Господ, се извинувам. Дали имаат негов број на телефон, дали имаат негов MSN преку кој што комуницираат или може би си праќаат SMS порачиња. Не би знал да ви кажам. И на крајот многу ме интересира каде одат сите тие донации кои што се донираат во црквата. И би сакал во оваа прилика да дадам, да ви раскажам една анекдота. Ги земале, ги собрале сите донации од една црква и едно свештено лице од нашите кругови, да речеме, ги фрлило сите средства, значи сите пари во виз и рекло: ајде Господе, земи што е за тебе, што е за мене, нека падне на земјата. За крај би сакала да дам еден заклучок. Фудбалот бил и ќе остане најважната споредна работа на планетата. Рекламите се повеќе и повеќе ќе го узурпираат нашиот простор и ќе не задушуваат и нема да ни остават простор да дишеме. Црквата ќе продолжи најверојатно да шири својата приказна, бидејќи тоа го правела изминатите милениуми и нешто. Или може би повеќе, 2 милениуми, ако не лажам. Да. Но дајте луѓе да се освестиме. Дајте луѓе малце да искочиме од кутијата во која што не внесуваат и во која што не тераат да размислуваме и да размислиме со собствен ум. Дали треба да живееме како што ни наметнуваат да живееме или може би ние имаме своји собствени верувања и ставови. Ви благодарам.